Јордан, ти благодарам што одвои време денес да бидеш дел од емисијата Кафе Муабети за Гламур магазин. И благодарам за поканата, чест ми е што можеме да се видиме, да поразговараме, да испиеме по едно кафе. На почеток сакам да ти дадам еден подарок, повели. Благодарам. Ова е да сте здрави и живи. Кун за маслото од семки од кајсија, кое што е директно донесено од Хималаите. И е рачно изработено од страна на хунзите и е донесено со многу љубов за здравје. Се надевам дека ќе го потребиш и ќе ги искористиш неговите придобивки за здравјето. Секако. Јас морам да кажам дека го имам веќе користено. Поточно повеќе го има користено мајка ми пред 10 години. И ето, благодарам за вниманието. Тука ќе се заблагодариме и на Хунзаведа клубот, на нашите пријатели кои што ни овозможија, нашите гости и соговорници да добијат на подарок ева токму од него. Ајде вака да започнеме со твоето детство. Каде порасна Јордан Митев? Какво детство имаше? Ќе треба да се вратиме така малку повеќе години назад. Па често имам разговарано за моето детство на доста интервјуа. Мислам дека тие што ме следат веќе повеќе години знаат дека јас потекнувам од селото Подареш, Радовишко. Тоа е на 8 км од Радовиш. Вака кога ќе се каже нели село, се мисли на некоја рурална средина, не толку развиена, меѓутоа моето село е така прилично доста развиено, над 500 куќи. Сега за жал во последните 10 на 15 години повеќето од луѓето се иселени надвор од Македонија. Но едно убаво, пријатно место за живење, чисто македонско, со добра инфраструктура. Имаме основно училиште од некаде од 40-тите години, 45-та, 6-та, така нешто. Така да таму го завршив моето основно образование. Таму ги запеав моите први песни. Секаде ме знаеа како детето кој што пееше по патот, возејќи се со точакот, па нонстоп некои... Значи, кога се спомнеше малиот Јорданче, тогаш тоа беше асоциација на музика и на песна. Имав скромно детство, но можам од денешна перспектива да кажам едно среќно детство, бидејќи, фала му на Бога, пораснав заедно со моето семејство, со мајка, со татко, и добив едно убаво патриархално македонско воспитување. И сум среќен што таа фамилиарна енергија и ден денес ја одржуваме. Некако јас сум задоволен со тоа и затоа и ден денес и покрај сите мои патувања каде и да одам из светот, јас најмногу уживам и сум најмногу среќен кога сум дома, кога ќе седнеме сите заедно на маса, кога ќе ручаме, вечераме. Тоа е нешто кое што за мене не може да го замени ниту еден луксузен ресторан во светот било каде. Така да едно скромно детство, среќно детство, пораснав по така кажано по подарешките ниви. Работејќи Апсолутно. Па работевме, нашиот крај генерално одгледуваше сега малку поретко веќе. Бидејќи, како што кажав, многу луѓе се иселија и не работат повеќе земјоделие, но генерално кај нас се произведува тутун, бостан, дињи, лубеници, црвен пипер за ајвар, така да тие се генерално 3-4 култури кои што населението генерално ги работеше. И јас бев дел од целиот работен процес, значи тоа е штом си во таков круг, такво семејство, тоа е нормално да биде дел од секојдневието на едно дете и на едно такво семејство. Така да до мои па можеби 17-18 години јас бев дел од, иако средно музичко училиште завршив во Штип живеев 4 години, но кога се враќав за викендите, значи јас повторно бев дел од работниот процес. Па и малку фатив дел од факултетот кога веќе дојдов овде во Скопје, некаде прва година. Значи уште тогаш бев 18, веќе 19 години, каде што и тогаш почнав веќе да снимам, да речеме, да зачекорувам во таа моја професионална кариера. И во тие години, значи, јас се уште дома помагав и бев активен. Така да,
еден долг пат, македонски, како и секој македонски пат, нормално мора да биде тежок, нема лесен македонски пат, но фала му на Бога што сме здрави и живи и ете така, велиме ние, испечени од сите страни. Велиш дека си бил темпераментно дете. Правеше ли никои палавштини кога беше дете? Ти текнува ли нешто така интересно што ете ти останало во сеќавање? Па бев доста темперамент. Доста темперамент, сега вака не можам да се сетам на некоја ситуација. Знам дека на часовите знаевме да бидеме доста проблематични со еден мој другар, кој што сега веќе не живее овде во Македонија. Но сето тоа некако во границите на едно нормално, на едно детство палаво. Знам дека најмногу ме интересираше музиката, ме интересираше географија, ме интересираше историја. Останатите предмети така. Математика, хемија, физика некако не ми беа многу омилени. Но кога имаше приредби, секојаш, значи, јас бев тука со хармониката, каде што требаше да се отсвири химната, да се отпеат тие песни кои што ги спремавме за време на за целата наша школска година. И нормално од целиот хор кој што го имавме, морав јас да се издвојам и да отпеам нешто соло од тогашните познати македонски народни песни. Кажи ми уште, кога требаше да се запишеш во средното музичко училиште, имаше дилема? Не, значи беше потполно... Апсолутно бев потполно сигурен, дури и за време за моето основно училиште, значи јас бев сигурен дека тоа е тој мојот пат. Бидејќи уште како дете, значи имаше нешто кое што луѓето ме препознаваа по разноразни детски фестивали, не знам, летни рекреативни програми, зимски рекреативни програми, значи јас бев таму, или некоја свадба каде што имаше оркестар, јас одма до оркестарот овде ќе стојам, ќе гледам, ќе слушам. Па ако ми дадат и да испеам една песна, тоа што за мене беше, значи, нешто што не се опишува со зборови. Така да немав никогаш дилема со што јас ќе се занимавам во живот. Почнуваш да снимаш уште во средното музичко училиште, кога си така? Да, првите обиди ми беа некаде на мои 16-17 години, уште како средношколец, нешто така, да речеме, некои аматерски снимки, но веќе професионално, да речем, во квалитетно студио, кај што и ден денес снимам, студио Анастасија, со мојот ден денешен тонец Љупчо Павловски, кој што сум му бескрено благодарен, бидејќи тој е човекот кој што ми подаде рака и кој што буквално кога дојдов јас овде во Скопје прва година факултет, не ми беше ништо познато освен факултетот кај што треба да одам, а факултетот е одма во центарот овде до Камениот мост. Меѓутоа не ми беше познат патот на естрадата. Новинари, фестивали, значи сето тоа беше за мене непознато. Немате контакти, нема кој да ви даде совет. Не знаете како. Не ви подаде некој рака од постарите колеги, ако не ги познавав. Единствено кој што го познавав, единствен контакт кој што имав, беше Љупчо Павловски, кој што него го запознав 2 години уште кога бев во Штип, така го некако запознав и ми остана некако тој контакт. И тоа беше единствениот контакт кој што беше влез за мене овде во Скопје. И тогаш за време на снимањето на тој мој прв албум, или како што пример ќе заврши еден мој термин во студиото, па после мене доаѓаат други музичари, така почнав да ги запознавам, да речеме, сите кои што се попознати делот од нашата македонска естрада и како изведувачи и како автори. Меѓу првите луѓе, пример, кој што го запознав тогаш беше Сашо Ливрински, кој што денес свири во мојот оркестар веќе 2-3 години. Така да тоа беше некако тој мој почеток или влезна врата на тие професионални води. И едноставно се водев по мојата интуиција и по мојото гледање на работите како јас треба да се движам и како треба да ја градам таа моја кариера.
Меѓутоа многу некако, како да кажам, брзо се вклопи во музичките. Стана дел од музичката естрада. Многу песни снимаше, но некако наздрави за љубов, наздрави за среќа, некако твоја лична карта. По неа некако те препознаваат и е многу барана на секоја веселба. Да, па добро, наздрави за љубов дојде веќе во моите зрели години. И таа песна е напишена врз база на едно мое искуство и благо и горчливо целиот живот кој што сум го стекнал, тука е тоа кажано во таа песна. И мислам дека песна која што баш пред некој ден видов еден коментар напишано, ова ќе се пее дури на месечината која ќе живееме. Така да, една песна која што нема рок на траење. Една песна која што не прави поделба помеѓу луѓето по било каков основ. И мислам дека може секој да се пронајде во таа песна, бидејќи во животот сите ние имаме и позитивни денови или периоди од животот, меѓутоа и негативни некогаш кога оставно се чувствуваме можеби изморени, разочарани и така натаму, но повторно преовлад во песната, и тоа е секојаш треба да не води, да имаме на позитивна мисла која што во било што и да сме, во било каква ситуација, сепак што и да ќе помине. Што рекол, мислам дека во песна има Владо Јаневски, да. Кажи ми, бидејќи да бидеш естраден уметник, треба многу да вложуваш во себе, треба многу финансии, треба многу жртви да даде човек од себе, од дури и семејството тука е вклучено. Колку вложи Јордан во себе? Дали сето тоа подоцна ти се врати она што сето го вложи, без разлика дали е финансиски? Да. Видете, вие го кажавте на прво финанси, јас ќе го ставам финанси на последно. Иако во сите тие главни точки финансиите нормално дека се важни, но еве јас сум пример како сум немал финансии, но сум имал талент, сум имал желба, сум имал визија и сум изградил нешто кој што мислам дека не е така за потценување. Така да, нормално секој проект бара финансии за тоа да се реализира. Но не се предузму финансиите доколку вие гледате, има многу луѓе кои што можеби имаат и финансии, финансиите не се проблем. Но многу е важно тоа што ви го дал, што е дадено од Бога, да биде правилно искористено. И едноставно тука се вклопени повеќе работи, образование, дисциплина, интелигенција. Многу работи се важни, не се само финансиите за да вие успеете или не успеете. Или може треба да се поклопат и некогаш коцките? Да, има многу таленти кои што се талентирани, меѓутоа не успеале. Меѓутоа тие не успеале затоа што можеби не сакале да успеат. Можеби не биле толку вредни. Пример, јас себе познавам, додека студиравме и додека учевме, имаше пример талентирани колеги, талентирани ученици, меѓутоа беа голема мрза. Едноставно не им се работа. И такви таленти пропаѓаат не само во музиката, него во спортот, во било што. Така да, затоа реков, работа, посветеност, константност во работата, дисциплина. Кога мислам дисциплина, исто тоа е широк поим. Знаете, ние живееме поготово во такво општество каде што човек може многу лесно да се лизне. Многу лесно може да биде разочаран. Многу лесно може да биде навреден. Многу лесно може да биде оцрнен. Значи, ние сме такво подрачје. Така да, ако човек не е доволно силен ментално и ако нема доволно за чиста правец на движење, каде тој треба да се движи, и ако не е доволно упорен, ако нема доволно познавање, сето тоа значи ќе влијае на неговиот помал или поголем успех. Кажи ми, повеќе еве те знаеме како вокален солист, меѓутоа свириш и многу инструменти. Кога почна да ги изучуваш инструментите, кога се јави желбата да почнеш да свириш, кажа дека уште од мал хармоника си свирил, меѓутоа и многу други инструменти свириш како кавал, гајда, пијано. Па сите инструменти јас ги стекнав, ги изучував за време на мојот образовен процес, кој што
и не е така баш можеби и наивен. Значи, како што кажав, завршив средно музичко училиште во Штип. И тоа мое средно музичко, значи, беше прилично доста така исплетено со многу други дисциплини. Значи, јас одев соло пеење на часови, одев паралелно македонски народни инструменти, бев доста посветен, пример, во еден одреден период на пијаното. Значи, јас, сега да не испадне ова, нели, вака, онака, фалби, меѓутоа, моите професори знаат дека свирев доста сериозни дела, од типот на Рахманинов, на Шопен, на Бетовен и така натаму, доста комплицирани дела кои што се за професионален пијанист. И дури имаше еден период каде што не знаев вистина по кој пат да тргнам и каде точно да ја насочам мојата енергија, затоа што ќе отидам на еден час, велат ти си за ова безпрекорен, одам на друг и дојдов до една забуна со самиот себе, но сепак народната песна, народниот мелос и таа инвенција која што извираше од мене, која ќе ставев на куп моето образование, меѓутоа и тој мој корен кој што го носам длабоко во себе и има големо влијание и ден денес врз мене, значи едноставно јас почувствував дека најмногу можам да дадам во македонската народна музика и македонската авторска музика која што е во духот на македонската народна музика. На колку години ја напиша твојата прва авторска песна? На 16, така нешто. 16-17. Така да, и тоа на мене ми дава една, можеби и слобода во работата, бидејќи, вие кажавте, свирам повеќе инструменти, но јас сум и автор на сите мои песни. Кога мислам на автор, тука не мислам само, на пример, имате автори кои што, ќе направи, пример, само музика со оден инструмент. Комплет. Значи, кај мене, кога настанува производот, кога ја создавам јас одредена песна, значи, почнувам од беллист и завршувам со видеоспот и целиот тој процес поминува преку мене, кој што не е баш така лесно. Од каде е инспирацијата да се создава оваа музика? Дали ти доаѓа во некој одреден период од денот или си твориш, си пишуваш наменски првин текст, првин музика, како оди еден процес? Видите, уметниците се доста емотивни луѓе. За среќа јас се трудам таа емотивност да ја прилично контролирам и да ја употребам само тогаш кога навистина ми е потребно да ја употребам. Така да, кај мене не се знае кога мене може да ме допре и нешто кое што ќе го видам, не знам, кога ќе прочитам нешто. Или кога ќе видам некој човек, не знам, во моментот се соочува со одредена среќа или со одредена несреќа. Пример, јас сум имал ситуација кај што пеам на некоја прослава и кога ќе видам дека ќе се создаде некој емотивен момент, пример, помеѓу ќерката и таткото или ќерката и мајката, и кај мене одма настанува една возбуда кај што дури не можам да гледам во луѓето, морам да се свртам за да не ме повлече емоцијата. Така да, и тоа може да предизвика кај мене повод за да јас нешто кажам во себе, да се роди некоја идеја. Зборувам од нешто што е надвор од мене. А исто така, значи, се раѓаат идеи од мојот живот, а мојот живот е така, полн со многу горници и удолници, со многу предизвици, со многу подеми и падови. Изминатава година одбележа 20 години јубилеј, издаде и песна. Во последно време многу колеги од фолк естрадата, па и од поп естрадата веќе прават концерти. Планираш нешто наскоро, еве Јордан Митев да направи еден голем концерт, бидејќи имаш доста авторски песни што треба да се презентираат? Видете, јас концерти правам уште пред 10 години. Кај мене требаше да се случи минатата година концерт. Да не откривам повеќе детали, тие што седевме на маса и кога се разговараше таа идеја со одредени луѓе, за жал не се реализира, а потоа беше истата идеја пренесена. Така да, јас работам на тоа поле. Може би не сум реализирал сега во последниве неколку години концерт во Скопје, но мојот последен концерт во Скопје беше 2015,
Да, 2015 по Дом на Арама, овде. Значи за 15 Да, години некако. да. Голем концерт го планирам и тоа ќе се случи наскоро. И кога ќе се случи, ветувам дека ќе биде нешто што не е видено во македонската музика. Со нетрпение ќе го очекуваме. Јордан, како што кажа, животот се угорници и удолници. Се случи една, како да кажам, еден тежок момент во твојот живот со твојот проблем со здравјето, се испостави дека е некој автоимуно заболување. Да. Како го помина тој момент? Како си сега? Сега сум фалал на Бога добар. Тоа беше еден доста тежок момент за мене, тежок период. Бидејќи траеше подолго. Траеше подолго. Тоа не е нешто кое што се решава од денес за утре. А исто така и не е нешто кое што доаѓа од денес за утре. Тоа е резултат на многу работи кои што организмот најверојатно ги памти, па сето тоа бара простор и време кога ќе излезе. На тој период многу не би сакал да се навраќам. Навистина имам зборувано, се пишуваше, јас ја избегавам таа тема, бидејќи сакам да се зборува повеќе позитивно. Так, сакам да кажам сега си добро. Сега сум добро. Дали примаш Мислам некоја дека добро терапија? изгледам. Да, супер, одлично. Терапија моментално не Или примам. практикуваш некоја посебна исхрана, како ти се одвива животот во тој Да, аспект? имаше еден период кој што бев доста така под строг режим. Сега сум можеби малку и повеќе од што треба опуштен. Но знаете, видите, најголемиот проблем на човекот е најголемата атомска бомба на еден човек е стресот. А кај мене го имаше во енормно големи количини, бидејќи да се гради оваа кариера, верувате дека не е така тоа баш наивно. Знаете, земето и микрофонот и пеј. Затоа и ве прашав на Сето тоа да се заврши, да се процесира и да трае човек, тоа бара многу сериозна, многу студиозна работа. И сето тоа си има одреден данок кој што треба да се плати. Јас си го платив честно и бев свесен дека тоа ќе дојде, затоа што кај мене се случувало по 3 дена да не излезам од студио или да преспиам во студиото и одма да продолжам. Значи многу денови кои што вистина сум, па и месеци што се дадени големи жртви, и сето тоа е, да не зборувам за настапите, значи сум имал јас по 2 настапи во денот, кој што еден настап трае 4-5 часа, се пакувам, заминувам на друго место 4-5 часа, пример. И тоа се повторувало со денови, со месеци, но тоа е цената која што мора да се плати за да во одреден период од животот, за да човек се докаже и да заземе своја позиција. Бидејќи јас не одбрав да ја градам мојата позиција врз база на одредени, како да ви кажам, јас одлучив само да се докажувам преку музика, а не да користам помагала кои што или скандали или ајде сега да не навлегувам. Знаете, има многу луѓе кои што се служат со се и се што за да добијат внимание. Јас генералниот фокус го насочив само да зборува за мене работата и квалитетот. На каква лекција те научи овој предизвик со кој што се соочи со здравјето? Што научи од тоа ти? Што си рече од тој момент? Сега јас во животот вака и вака ќе правам, повеќе нема да се оптеретувам. Да, тоа сите го велиме кога сме во таква ситуација. Меѓутоа, човекот е таков и брзо заборава, кога е во прашање за сопственото здравје. Се трудам да бидам внимателен, бидејќи навистина, како што кажав, животот е еден и тој не е вреден ако не го живееш. Се трудам да посветам големо внимание на моето семејство, на луѓето што ги сакам. Јас сакам искрени пријателства, не сакам лажни пријателства. И се трудам тоа кафе кога ќе го испијам со некого навистина да ми биде раат на душата, без никакви задни намери и слично. За среќа имам такви луѓе, а оние кои што ми нанесуваат, а има такви доста, кои што ми нанесуваат проблеми и стрес и било што, значи се трудам да ги заобиколам. Дали од тие пријатели што се неколку има некој да страдат или тоа ти се твои пријатели, можеби уште од детството кои што ги имаш?
Па мислам дека тие си се знаат кои се. Си се знаат они кои се, а и јас знам кои се. Јордан, веќе повеќе од 7 години, има 8, колку сте во брак со сопругата Да, Славица. така е. Како се Така е. запознавте со Славица? Славица е родена, сопругата е родена во Австралија, таму има пораснато, таму има живеено цел живот. И јас не ја запознав во Австралија. Ете, животот сакал, знаете, некако кога ќе се случи нешто, гледано после од една дистанца наназад, и самите не сте свесни како дошло до тоа. Животот е едно интересно тркало, некако тоа ќе се врти, ќе се намести тоа што треба да се намести или тоа што не треба, нема да се намести. Ете така сакала судбината да се запознаеме со Славица. Господ ни даде две прекрасни деца, прво имаме ќерка, сега имаме синче. Живееме овде во Македонија. Јас за мојата сопруга би можел да кажам се најдобро. Има комплетно разбирање за тоа што го работам. Она е посветена мајка. И фала му на Бога, живееме убаво. Имаше опција да останете да живеете во Австралија или Таа опција одлучивте заедно да бидете тука? Таа опција секогаш постоела. Не само еве кога го прашаме мојата сопруга, кај мене таа опција била отворена многу години назад, не за Австралија, за било каде. Преме јас уште како студент преку одредени луѓе, значи некако ме запознаа луѓе од Западна Европа, од Германија, од Швајцарија, каде што тогаш го забележаа мојот талент, дури одреден период пишував музика за еден оркестар во Цирих. Имав понуда да магистрирам во Швајцарија, со одредена мисла да останам таму. Така да и не сум го направил тој чекор, бидејќи некако сум чувствувал дека јас треба овде да го дадам својот максимум, а не да заминам. Се надам дека нема да се покајам поради тоа еден ден, но зборот ми е за мене светот бил отворен и пред тоа, и сега е отворен, и секогаш ќе биде отворен, затоа што во денешно време да се замине од Македонија е најлесно. Тешко е да се остане. Значи, може и понатаму во некоја блиска иднина, може би да не изненадиш да одлучиш да живееш надвор од Македонија. Па не се знае тоа, никогаш не се знае, тоа зависи од многу работи. Сега имаме деца, за децата се прави, верувам дека секој родител така размислува. Јас се трудам и правам се што можам да останеме овде, да го пружам најдоброто од себе и како сопруг, и како татко, и како син, бидејќи јас сум син на моите, како дете на моите родители. Значи се трудам максимално да направам да останам овде. Што ќе донесе животот понатаму, како ќе се одвива ова наше општество и каде ќе оди, верувам дека тоа никој не го знае. Знаеме дека живееме во едно непредвидливо време. Гледате дека целиот свет се тресе. Поготово кај нас сега на некој начин стабилно, меѓутоа што ќе биде после 2, 3, 5, 10 години, тоа никој не го знае. Никој не го знае, да. Каков татко е Јордан? Па мислам дека сум добар. Строг си со дечињата или ги размазуваш? Тешко да бидам строг, поготово ќерка ми е моја најслаба точка. Секогаш тоа што не може да го добие кај мама, го добива кај мене. И морам со тоа да внимавам. А како да внимавам кога е големо срце? Велат татковците се поврзуваат со ќерките, а мајките со синовите. Да, така е, точно е. Синчето веќе има 5 месеци. Да. Син ми има 5 месеци, Кристијан. За него посветив исто така и песна. Кристијан и Кристина. Кристијан и Кристина. Кристијан се роди на Крстовден. И некако, така требаше да биде името. Меѓутоа и за синчето и за ќерката имате песна посвета. Да, секако. Па не, мислам дека не сакам и не треба да ги делам децата, а поготово јас како веќе таков етаблиран музичар, сакав да ја остане еден спомен од мене за нешто што и да се случи, нешто не може тоа да се избрише, тоа останува како траен податок од мене како татко за своето дете. А со сопругата?
За Напишате сопругата песна? има, па како нема? Да. Има многу песни. На таа жена за 100 години. Значи повеќе песни има посветено. Да. Како што кажавте дека сте и автобиографски, бидејќи повеќето и сам, нели, си ја творите музиката. Јордан, кога имаш слободно време, музиката секако е некако, како да кажам, убава работа и кога се настапува си меѓу луѓе, нели, тоа е некој весел момент каде што треба, нели, да вие ги развеселите луѓето. Меѓутоа, кога не правите ништо во некое слободно време, што е тоа нешто што ве релаксира, што ви дава нова енергија? Баш вчера ме праша ни мои луѓе како одмараш ти? Ете така. Реков, јас одмарам, мојот одмор не е пасивен одмор. И мојот одмор е повторно активен, или нешто слушам, или нешто планирам. Некако како да компјутерот никако не може да ми се исклучи да кажам еве сега јас ништо не правам. Значи јас и кога одмарам, јас нешто во себе правам. А кај мене кога нешто е направено овде, кога е смислено, тоа е за мене, како да ви кажам, 70% завршена работа. Сето другото е после само да станам и да го тоа реализирам. Така да некако не научив некако не сум научен да одмарам. Ништо да не прави. Не сум научен да одмарам, но ете, да се видам со мои пријатели, другари, немам некое посебно хоби. За жал се уште го немам најдено, го барам. Ми треба таков еден, што викаат, издувен вентил за да Токму поради стресот што го потенцира. Да, за да генерирам позитивна енергија. Имаш многу настапи, како тука, така и надвор. Кажи ми каква е публиката во диаспората, дали е, како да кажам, подобра од оваа тука или нема разлика кога станува збор за македонската народна песна? Светот е веќе многу мал. Таа емоција која што била пред 30-40 години била поинаква, нели? Не сме биле доволно поврзани, немало доволно комуникација, денес се е достапно, се е блиску. Со едно јавување на Viber, на WhatsApp, на било што, значи човекот го гледате, го слушате и сте информирани за секој ден, за секој случување. Така да јас повеќе не гледам разлика и не би сакал да ја делам публиката на домашна и надворот и публика од диаспората. За моја среќа во последниве неколку години веќе кога се етаблирав и се докажав, јас стекнав навистина сериозна и верна публика која што јас и кога гостувам овде и кога гостувам во Торонто или во Австралија или во Швајцарија или во било каде, тоа е моја публика која што пее со мене, ми ги пее песните. Значи за мене само се менува локацијата, инаку се друго е исто. Така да можеби порано во почетокот ми беше возбудливо, знаете, ќе отидам за Австралија, тоа беше доживување за мене. Прв пат кога отидов 2010 година, тоа беше за мене, не знам, животен спектакл, животен сон, или да се отиде за Канада. Но во последниве 10 години, некаде од 2015-16 па навамо, веќе кога тоа стана за мене нешто најнормално, кај мене само се менува локацијата, иначе се друго е исто. Јордан, кога би имал некоја функција вака, еве, бидејќи говориме за времиња кои што се тешки, за општество во кое што какво што ние, нели такво ние. Претпоставам дека сите ние има некои работи што ни пречат, што сакаме да бидат подобри. Кога би имал некоја функција, некоја голема во нашава држава, што е тоа што прво би го направил во нашето општество? Што е тоа најголемата, еве, тебе нешто што ти пречи, што е кај нас нешто лошо? Има многу работи. Има многу работи кои што ми пречат. Бидејќи, како што кажав, патувам од мои 17-18 години, има прилика директно да се судрам со таа западноевропска цивилизација, култура, закони, да видам како е по светот. Има многу работи кои што ние треба да бидеме свесни дека треба да ги во нашиот менталитет да ги коригираме. Знаете, имам често размислувано на таа тема, бидејќи мене ме интересира, иако јас сум музичар, сепак ме интересира што се случува во мојата земја.
за одредени работи сум бил активен, сум дал мислење, сум бил присутен да дадам подршка, без ништо да очекувам дека ќе ми се врати. Меѓутоа сум забележал дека е многу тешко било кој, па дури некој кој што е на функција, колку и да е паметен, колку и да е способен, тешко се менува менталитетот. Така да, кај нас и тој што е на функција, реално, не знам, знаете, ние сите зборуваме за како треба, за закони. Еве, сега актуелно е, нели, последниот месец, да се вози внимателно, да нема казни. И ние сите зборуваме дека како треба, ама кога тоа ќе се имплементира, тогаш не ни одговара. Затоа велам, мораме да работиме на себе. Значи сите ние говориме. Да, мораме да работиме на себе. Мислам дека секој што живее во нашата земја треба да отиде малку надвор, да види како живеат луѓето, како размислуваат. Ќе тргнеме од најосновните работи, значи од ѓубрето кој што го има насекаде кај нас. Тоа е за кое што како да беше проблем во некој период. Добро, тоа е да не навлегувам, знаеме нели каков е тој проблем, но генерално знаете, еве сега се врати пред одредено време од во Австрија, па тоа да, како да ви кажам, да ви е мерак да ви се одмараат, очите ви се одмараат. Како е тоа чисто, се знае точно за кого е патеката направена, се знае каде треба да се паркираш. Значи се тоа почитува. Ние сакаме ред, ама некако тешко го прифаќаме. Тешко сите допренесуваме за тоа. Така да, Балканот е таков, тоа не станува збор само за Македонија. Значи, кога човек со автомобил ќе се спушта од Словенија надолу, веќе сликата некако избледела. Зошто е тоа така? Најверојатно овде, не сме имале прилика да се доволно развиеме во секој смисол, па и економски. Но знаете, за човек да се развие економски мора да биде доволно спреман, да биде начитан, да сака да работи. Сега, тука е повторно една мрежа исплетена, значи да бидат вистински луѓе на вистински позиции, да имаат тие луѓе чести намери, а не сега ми е времето што можам јас да си земам за мене и за моите поколенија, па за другите не ме интересира. Така да, многу работи се исплетени. И мислам дека и тие што се на функција, без разлика кој од каде и што е, да не навлегуваме, и тоа е многу комплицирана тема, мислам дека и тие што се на функција и на нив дека не ги баш така лесно. Сега, кажа дека имаш завршено факултет музичка уметност, што конкретно дипломира? Дипломирав музичка теорија и педагогија со народни инструменти кај професорот Драган Даутовски, а магистрирав во делот на музичките науки, конкретно оркестрација, кај професорот Живој Гишич. Голема едукација имаш во однос на музиката. Па се трудев се што можам да научам, да абсорбирам во тој период од мојот живот. Се трудев да бидам добар студент, јас бев, мислам, одличен студент, тоа го знаат моите професори. Така да, може би еден ден и ќе докторирам, ако имам доволно мотивација за тоа. И сега следното прашање ми, моментално живееш само од ова што го твориш како музика, така? Или работиш и нешто друго? Не. Значи, кај мене се што имам направено во животот е само од оваа работа. Од оваа работа. Дали планираш понатаму, тоа беше прашањето, да го имплементираш твоето знаење како едукација на ученици? Да се вклопиш во образовниот систем? Сега, за сега, а и до сега не сум имал таков план. Јас сум посветен на мојата кариера, на создавање музика. Ги имам сите потребни параметри за да тоа го работам на начинот кај што го работам. Во ништо не експериментирам или не влегувам лаички. И ќе се трудам да така функционирам. Знаете, не може да
за многу луѓе оваа работа, естрадната работа, е нешто, знаете како, работи нешто друго, па ова, ајде и ова, ќе се сликам по емисија едно друго. Затоа и ние имаме естрада, каква таква имаме. Меѓутоа, не е тоа на едно високо професионално ниво. Ја би го ставил, ако ставаме на средна оцена од 1 до 10, дали ќе дојдем и до 5 спрема моите параметри. А тоа е така затоа што имаме случајни луѓе во оваа работа. Кога мислам на случајни луѓе, значи знаете, талентот е едно. Меѓутоа, ако вие ги немате другите параметри за да постанете еден вистински артист, кој што е спреман за тоа да се жртвува, да го даде, така кажано, можеби премногу звучи грубо, но да даде се од себе за тоа, тој човек не може да биде вистински естраден уметник. Погледнете го еден Здравко Чолич. Трае и трае. Погледнете го един Омерлин. Трае и трае. Значи, тоа не се случајни ликови. Мене ми се репер такви ликови. Така, значи остануваш посветен само на твојата кариера. Јас останувам посветен на тоа. Так, се надевам дека нема да дојдам до ниво каде што ќе бидам приморан да работиш, да правам нешто друго. Так, но и да правам нешто друго, повторно ќе бидам јас најодговорен и најпрофесионален во таа работа и ќе се трудам да бидам, ако не најдобар, меѓу најдобрите. Што е следно што планира Јордан? Какви ти се плановите во блиска иднина? Плановите ми се, како што кажав ми пред 10 минути, да, следува еден голем концерт. Ќе бидете информирани. Наскоро не сакам да откривам детали, пошто како што кажав, некогаш имам чисти намери да разговарам нешто, а потоа тоа се пренесува на други места. И изгледа како да јас нешто сакам да копирам, а јас не сум човек кој што сака да копира, јас секој сакам да бидам оригинален. Така да ќе се потрудам да направам еден одличен концерт, ќе бидете информирани кога ќе биде тоа и каде ќе биде. Ќе следуваат песни, секоја година јас по 2 до 3 песни, значи создавам за себе, имам неколку нарачки од мои колеги кои што чекаат и да тоа го направам. Некој дует? Дует, па јас имам направено неколку дуета досега. Имам направено неколку дуета. Дуетот е специфичен. Имам слушнато од така поголеми уметници дека има некое проклетство во дуетот. Таа песна, например, не може секогаш да ја изведувате со таа особа која што е снимана. Потоа, доколку се е снимано со погрешна особа, можете да наидете на разноразни проблеми. Јас сум имал такви ситуации, да не навлегувам. Тие што ме следат знаат. Така да најсигурно е кога ќе си снимате песна за себе, знаете дека тоа го носите со вас до гроб. Секако сум отворен за добар дует. Досега имам напишано 3 дуета. Сите беа, според мене, на едно многу високо ниво. Но доколку излезе некоја добра прилика и човек кој што навистина заслужува, било машко, било женско, значи ја би го направил. Јордан, јас ти благодарам на овој убав кафе муабет. Ти посакувам сите овие планови што си ги имаш да ти се остарат онака како што ги замислуваш. И секако ќе се видиме пак во некое следно видување и некој следен кафе муабет. Еве, нека биде тоа после концертот, па да ги изевоцираме сите твои како да кажам, видувања што ќе ги имаш после концертот, па да ги пренесеме до нашите гледачи, како ти си го доживеал. Ќе ми биде чест и задоволство да се гледаме за убаво и поздрав до сите ваши следачи, фанови, читатели, гледачи и така натаму. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам.